Самохраните родители, филмските работници и естрадните уметници се уште ги нема на листата за добивање на државна помош од 6.000 денари. Луѓето со недоволни приходи веќе една недела се обидуваат да добијат информации за тоа, но попусто. Листите за нив, како што е наведено, дополнително ќе бидат објавени. На веб страницата Купувам домашно активирана е можноста за граѓаните да проверат дали ги исполнуваат условите од четвртиот пакет владини мерки за справување со пандемијата. Граѓаните кои ги нема на листите а сметаат дека ги исполнуваат условите, може да поднесат приговор на веб страницата најдосна до денеска, на која треба да им биде одговорено во рок од неколку дена. Економистите велат граѓаните да бидат трпеливи. Оваа мерка ќе помогнела само на краток рок, но сепак биле потребни повеќе мерки за добробит на граѓаните. Таа мерка од социјален аспект е позитивна и би рекла дека на краток рок ќе доведе до мало подобрување на животниот стандард или велиме како да се надмине овие тешки месеци, оваа тешка криза. Меѓутоа, она што треба да го работиме многу повеќе, тоа се мерки на долг рок, мерки кои што ќе ни овозможат да растат нашите доходи, да расте економијата и секако да го вратиме долгот кој што го правиме во овој период. Иако првично беше одредено дека средствата ќе треба да се потрошат до 25 декември, од Министерството за економија соопштија дека рок за искористување на парите ќе нема. Се проценува дека со мерката за која се издвоени 27 милиони евра ќе биде обезбедена помош за околу 300.000 граѓани за пазарење домашни производи. Инаку 6.000 денари треба да добијат пензионерите со месечни примања до 15.000 денари, пасивните баратели на работа, младите од 16 до 29 години кои беа изоставени со претходната мерка, потоа самохраните родители, децата без родители, како и корисници на право на социјална сигурност на стари лица, естрадни уметници и филмски работници. Од Македонската банкарска асоциација рекоа дека ја завршиле обврската да потпишат договори со владата и дека се подготвени да почнат со исплата веднаш откако ќе ги обработат податоците и парите ќе легнат на сметките. Ќе се плаќа само со картичка и не е дозволено со парите да се плаќа во кеш.